Изборувајќи за пандемијата, или некои викаат ова е така наречена пандемија, не е вистинска пандемија, без разлика што верувате во однос на тоа си ваше. Ама овие последни 2,5 години беа прилика да видиме и да слушнеме многу работи. Само што почна да се шири вирусот, само што почна да се затвараат населби, градови, цели држави, на крај цел свет се затвори, луѓето почнаа малце по малце да размислуваат повеќе од претходно, верувам, за крајот на светот. Као, дали е ова крајот на светот? Кога почна се шири вирусот, особено па кога се пронајде и вакцината за вирусот. Значи, свашта можете да чуете во однос на тоа што се значи сега ова во моментот. Имаше некои луѓе кои што вика готово, ова е почетокот на крајот. Некои луѓе вика, сите тие што ја примија вакцината, не знам, као му е продале душата на ѓаволот, не знам, го примиле живо. Свашта слушнавме, свашта прочитавме по интернетот. Нема да навлегам во однос на тоа дали некој требало или не требало. Ја имам пријатели кои што се вакцинирале и кои што не сакаат да се вакцинираат и мислам дека и едните и другите се донеле добра одлука водена од својата совест. Ама, поентата ми е зошто го спомнам се ова? Затоа што последните 2,5 години мислам дека малце повеќе почна да се зборува за арно или за лошо за книгата Откровение. Затоа што нели ако зборуваме за крајот на светот, ако зборуваме за последните времења, најдоброто место каде што може да отвориме за да прочитаме за тоа, најдоброто на моменти најзбунувачкото место е книгата Откровение. Книгата Откровение покрај другото име е даден, нели, првенствено е дадена на црквата во првиот век, на 7 цркви во првиот век, за да ги охрабри во однос на тоа што се соочувале тогаш во првиот век, а исто така верувам дека е дадена и за црквата во 21 век. Откровение не е напишано на нас, ама во него има нешто корисно за нас. И Откровение е последната книга од Библијата, многу е лесно да се најде, ама релативно тешко е да се толкува. Кажам, отворете во Откровение, отвори само на крајот од Библијата и тука си, веќе си ја нашол книгата. Арно, кога ќе земеме да читаме книгата Откровение, има толку многу символи, толку многу бројки, толку многу слики кај што Јован вика, авторот на книгата, апостолот Јован вика, и тогаш видов нешто како. Зборот нешто како многу, фразата ќе ја сретнете многу често во Откровение, зошто бидејќи апостолот Јован, верувам повеќето од вас сте ја прочитале од оваа книга. Апостолот Јован се обидува тоа што го гледа да го опише на најдобар можен начин врз основа на тоа што досега го видел во животот. И затоа има некои чудни изрази, затоа има некои чудни слики, затоа има некои чудни видења. И не сум запознал до сега човек кој што ќе даде доволно добро објаснување на сите тие работи. Што значат сите бројки, што значат сите символи и така натаму. Сум слушнал многу луѓе, сум прочитал книги во однос на ова, имам некои интересни работи, ама некој да рече ова значи тоа, не се случило. И може би тоа е сосема во ред. Некој пат мислам дека ние премногу се грижиме за тоа, Откровение, не знаеме што значи таа бројка или што значи тој жик или што значи таа слика и така натаму. Некој многу добро кажал дека еден ден кога ќе застанеме пред Бог, Бог нема да не држи одговорни за работите кои што не сме ги разбрале во Библијата, туку за оние кои што сме ги разбрале, сме ги тргнале на страна и не сме живееле според нив. Верувате, на ден кога да станеме, верувам дека кога да станеме пред Божиот престол, нема осуда за оние што се во Христос. Нема да има судење, ама ќе има, верувам, на некој начин положување сметка за нашите животи. Не верувам дека Бог ќе не направи да се чувствуваме виновни, зошто не сме разбрале што одреден символ значи во Откровение. Ако може да знаеме, во ред. Ако е во нашето знаење, ако тоа не ни откриено додека сме тука на земјата, па што? Треба да живееме со мир, дека, не знам што тоа значило, ама сето тоа што го знаев, колку што може се обидов да го живеам и да го применам во мојот живот. И книгата Откровение, бидејќи е таква каква што е, бидејќи е апокалиптична литература, има многу символи, секоја апокалиптична литература има многу символи, и во Стариот Завет книгите, и книгата Откровение во Новиот Завет, и затоа треба да бидеме многу внимателни кои пристапуваме. Не мора да чувствуваме притисок дека ние мора се да објасниме во оваа книга. Некој пат може да речеме, Боже, не знам што ова значи. Треба понизно за човек да каже, не знам што ова значи. Ние некој пат во протестантските цркви многу често го викаме тоа, ти само оди дома, отвори Библијата и рече на Бог, Боже, кажи ми што ова значи, Бог ќе ти открие сигурно. Сте го пробале тоа?
Предпоставам. За некои текстови да, ама за некои текстови си кажеш, абе сутепав од молење, пак не знам што ова значи. Не значи тоа дека Светото писмо ни е неразбирливо скроз, ама има некои моменти кај што малце поише ни треба борба со текстот пред да може да дознаеме што тој навистина значи. И зборувам за Откровение, зборувам за тоа дека Откровение не е лесна книга за толкување и можеби некои од вас претпоставувате дека ќе зборуваме за неа и да ќе зборуваме за неа овој пат и следните неколку пати кои ќе проповедам. Ама нема да зборуваме ќе зборуваме само за почетокот на книгата. Прва, втора и трета глава. Вие што сте читале книгата Откровение, знаете дека втора и трета глава се особено интересни, бидејќи во тие глави Христос праќа 7 писма на 7 цркви, кои што се наоѓале во Мала Азија. И всушност целото Откровение е пратено кон нив, првенствено. За тие луѓе, во тие 7 цркви да знаат што навистина се случувало и што навистина ќе се случи доправа. Нема да навлегуваме во тоа што значат одредени символи, нема да шпекулираме, мислам дека е опасен терен, е подобро да не одиме натаму бидејќи е многу лизгав пот. Ама оно што можеме, верувам дека да го сватиме и тоа како да го сватиме е ова. И ова е главната порака на Откровение. Бог е победник. Тоа е реченицата со која што може да се опише книгата Откровение. Бог е победник. Ако може да даме поднаслов, сите кои што се на негова страна се исто така победници. Од кај ќе биде антихристот? Што значи 666? Што значи кога ќе дојде крајот на светот? Дали за 5, 10, 5, не знам. Ама едно знам од книгата Откровение. Бог е победник. И секој што е на негова страна, секој што ќе издржи до крај, бидејќи црквите во втора и трета глава за кој што пише во Откровение биле под многу силен притисок. И Христос постојано им вели кој ќе издржи до крај? Кој ќе издржи до крај? Знам дека сте притиснати, ама издржите до крај, бидејќи ќе наследите вечниот живот. Причината зашто нема да размислуваме за сите тие работи кои се запишани од 4 па се до 22 глава, особено за оние символи, за оние бројки и така натаму, причината зашто нема да шпекулираме кој би бил антихристот, што значи антихрист и така натаму, е следнава. И ова е моје обедување. Прво, не сакам да шпекулирам, не сакам никого да поведам да помисли нешто што не е вистина. И второ, според мене, начинот на кој што јас се гледам книгата Откровение, мислам дека има едно најважно прашање. И тоа прашање е многу поважно од кој е антихристот, кој ќе се појави, кој е зверот, кој е жигот, што значи жигот и така натаму. А тоа прашање е следново: дали црквата ќе биде подготвена за крајните времиња? Дали црквата ќе биде подготвена за крајните времиња? Ако не е подготвена, може да ги знаеме сите информации, да ги истолкуваме сите символи и сите бројки во книгата Откровение. Ако нашите срца не се подготвени за Бога, џабе ние се. И затоа тоа што ќе го направиме, ќе размислуваме за оно што Христос директно го кажува на црквите во однос на позитивните аспекти и во однос на негативните аспекти во овие 7 цркви. Но до тој текст ќе стигнеме, мислам дека за неколку недели. Прво, нешто што не е запишано овдека, ама нешто кое што може да го прочитаме меѓу редови во контекст на тоа што го пише во Библијата и историскиот контекст. Многу е важно да имаме историски контекст во однос на книгата Откровение, за да знаеме што навистина се случувало во позадина. Ние ќе земеме, ќе читаме книгата, да, Христос му се открил на Јован, му кажал, прати 7 писма на тие 7 цркви, му кажал од прилика како ќе биде крајот на светот, ама историскиот контекст е многу важен. Оно што го пишува Јован е во 1 глава 9 стих е дека вика: јас Јован, вашиот брат и соучесник во скрпта, односно во тешкотиите и во царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос, заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Денес кога ќе кажете дека сте на остров во Грција, првото нешто што им паѓа на луѓето на памет е од кај пари за такво нешто, нели? И тука Јован пише: јас бев таму зошто? Заради сведоштво, заради Божјото Слово. Не затоа што толку добро проповедав што собраа црквите пари па да ме пратат на одмор, туку бев затворен на островот Патмос. Патмос денес, како го погледнете на интернет, изгледа доста добро. Во времето на Јован не изгледал островот баш толку доста добро, мислам, не бил толку среден во однос на инфраструктура. Тоа било место кое што било пусто и каде што Цезарот ги фрлал ги оставал таму неговите најсериозни противници, ако можам така да кажам. Во заробеништво, подалеку од сите, немаат начин како да дојдат до другите.
И што се однесува до датумот кога е напишано Откровение, има две предпоставки. Едното е дека некаде во 60-тите години, друго е во 90-тите години. Може да го прифатите кој датум сакате, мислам дека не прави некоја многу голема разлика, ама она што многу важно да разбереме, без разлика дали во 60-тите или во 90-тите, е дека во тоа време има прогонство кон црквата. Во Римската империја воопшто не било проблем да кажеш дека Христос е Господ. Ама ако кажеш дека Христос е единствен Господ, тука, брат, имаш проблем. Ако кажеш Христос е еден од многуте божества и ние го славиме и Него, ама славиме уште 30 други божества, сите ќе речат: "Еј, браво, ти си со отворен ум." Значи ти прифаќаш. Ама ако кажеш има само еден Господ и тоа е Христос, тука веќе имаш проблем. И тој проблем го имал Јован, затоа го пуштиле, го пратиле во заробеништво, и тој проблем бил за целата црква. Сега, Јован се наоѓа на островот Патмос во заробеништво. Ако го земеме датумот дека оваа книга била пишана некаде при крајот на неговиот живот во 90-тите години на првиот век, најверојатно до тој момент сите останати апостоли се веќе мртви. Значи имаме, Христос се вознесува на небото, ги праќа апостолите, го примаат оние Свети Дух, одат и прават ученици, почнувајќи од Ерусалим, Самарија и подалеку. И тие биле авторитетот во црквата. Многу цркви биле почнати од нив и одеднаш нив ги нема. Еден по еден ги убиваат, еден по еден ги прогонуваат. И црквата на некој начин била во доста тежок период, затоа што оние што им биле духовен авторитет, оние на кои што можеле некој да се обратат, ако имаат некое прашање, некој проблем, теолошки проблем, малце по малце ги нема луѓево. Нема кој од апостолите да помине во црква, да ги заобиколи, да ги праша како сте, што има, да рече некој проблем. Нивните евангелија се читале, нивните посланија се читале, имало многу цркви, само еден апостол. И тој апостол кој што бил единствен жив, бил некаде во остров на заробеништво и тој не можел да ги посети и да ги охрабри. И на црквата и било потребно водство, и било потребно охрабрување. И тогаш кога и било потребно водство, тогаш кога и било потребно охрабрување, Бог, Христос му се открива на Јован и му вика: "Еве што сакам да им кажеш на тие 7 цркви во Мала Азија." Бог многу добро знаел што и треба на црквата. И тоа што и требало на црквата, Бог и го дал преку откровението на кој што му го дал на Јован. И Бог не се менува. Знаете, има слика што вика дека Бог истиот вчера, денес и за секогаш. Како што Бог ги согледал потребите на црквата во првиот век и го дал тоа што е потребно. Јас верувам дека Бог денеска многу добро ги знае нашите потреби. Како црква, би рекол дека дури нашите потреби како поединци. И Бог ќе ни го даде тоа што ни е потребно. Ако ни е потребно охрабрување, Бог ќе ни даде преку неговиот збор. Некој пат ќе биде преку некој со кој што правиме разговор, преку неговиот народ, и ќе ни го даде од таму охрабрувањето, ќе ни даде поттик. Ама Бог многу добро ги знае потребите на црквата и самото тоа што имаме откровение, кој што прво било пратено кон тие 7 цркви, ама и ние денеска може да го читаме, мене ми укажува на тоа дека Бог не ја заборава својата црква. И некој пат, мислам, теоретски сите го знаеме тоа, ама многу е важно и практично да сватиме и да најдеме утеха во тоа дека некој пат дури ќе се сочуваме и некако заедница се сочувавме со доста тежок период. Минатата година имаше проблеми во некои семејства, некои луѓе ги загубивме како резултат на ковид и така натаму, доста беше тешко. Ама Бог ги знае нашите потреби. И Бог не остави, и Бог нема да не остави тука ќе ни го даде тоа што ни е потребно. Сега, ги читаме првите 3 стихови. Откровение на Исус Христос, кој му го даде Бог, за да им го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро. Тој го најави тоа испраќајќи го својот ангел на слугата свој Јован, кој го пресведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исус Христос и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Првиот збор од оваа книга е истиот збор кој што на некој начин е наслов на книгата, зборот Откровение. Грчкиот збор, кој што ние го имаме преведено, мислам кој што го имаме преведено за нас денеска како Откровение, е зборот Апокалипсис.
И сигурно сте го слушнали многу често. Значи, особено кога зборуваме на пример за холивудски филмови, секој пат кога слушате зборот апокалипса или апокалиптичен филм, секој пат има, не знам, некои нуклеарки паѓале, па крај на свет, па горат згради, па нема жив човек нема на улица и викат, ова апокалиптичен филм е ова. Но значењето на зборот апокалипса не е хаос, иако некој пат се поистоветил со тоа. Не е неред. Значењето на зборот апокалипса значи откривање. Или трнување на превес. Или ако имате нешто покриено, со чаршаф ли е, со плаш ли е, со што и да е, кога ќе го трнете тоа, имате апокалипса. Знам дека никој не го нарекувал апокалипса, ама замислете кога некој произведувач на коли имаат нова кола произведена и сакаат ја представуваат нели пред другите. Има официјално отварање, покажуваат имаме нова кола. Имаат покриено, така. И кога доаѓа моментот да се, барем порано беше така, не знам сега како ги откриваат колите, ама порано, кога ќе дојде моментот да се покаже колата, го тргаат тоа што е како покривалото и кога денеш имате откривање. Никој не вика ова е апокалипса, ама тоа е буквално она што значи зборот апокалипса, дека нешто било покриено и сега веќе не е покриено. Еден покоен пастор го објаснува тоа уште поблиску, вика, иако не е оригиналното значење на зборот апокалипса, но вика, замислете, доаѓате дома и вие што сте во брак или родител, што имате дома кој што готви, вика, готви нешто во тенџерето, ама е покриено со капак. Знаете дека нешто се готви, мирише убаво, ама не знаете што има внатре. Кога ќе ви го отвори капакот тој кој што го готви тоа што го готви, вие веќе имате апокалипса. Никој нема да рече, фала ти за апокалипсава, ама отприлика тоа е значењето на зборот. Знаеш дека нешто се случува, ама немаш увид што точно. Апокалипсата, откровението е пратено до црквите кои што знаат дека нешто се случува. Не викаат Бог не постои така натаму. Викаат Боже, знаеме дека си на наша страна, ама овие времиња во кои што живееме малце ни се чудни. И Бог вика, еве, ќе го трнам превезот, да ви кажам што навистина се случува за сцената. За сцената се случува духовна војна и во таа духовна војна победуваат оние кои што се на Божјата страна. И затоа кога размислуваме за откровение, кога размислуваме за апокалипса, ние размислуваме за тоа дека Бог ни дал увид во тоа што се случува во духовниот свет и ни дал увид во тоа што ќе се случи на крајот на светот. Пак речам, не е неопходно значи дека тоа се од точка до запрека дека се ни е јасно, ама генералната слика може да имаме јасно, дека Бог ќе победи. Прашањето е зошто ни е потребно откровение. И откровение ни е потребно затоа што сите ние, кога тогаш, не ја гледаме целата слика. И некој пат сме склони историјата и случувањата околу нас да ги толкуваме, да ги интерпретираме логички. Или со што би рекле со голо око, од човечка перспектива. И може би црквата во првиот век било во некој такво искушение. Леле, прогонети сме, леле, што ни се случува, леле, кај ќе ни биде крајот. И Бог вика, јас ќе ви дадам една поинака перспектива на себе ова. И затоа ни е нас денеска потребно откровение. Бидејќи откровението, има еден теолог многу добро има кажам дека вика откровението не е прогноза, ова откровение туку е перспектива. Не е прогноза на еве Бог ви кажува што ќе се случи, туку е еве ви перспектива на тоа како да ги толкувате работите што се случуваат околу вас. И нас не е потребно, мене ми е потребно откровение. Не ново откровение. Во некои цркви денеска се зборува за нови откровения. Тргнете Библијата на страна и имаме ние ново откровение. Не. Мене ми е потребно откровение, Бог да ми открие што значи ова. Предпоставам дека тебе ти е потребно. И затоа во првиот век христијаните го немале ова како што го имаме ние денеска. Они го примале, кога го примале првото откровение, ова запишано од Јован, они немале новиот завет како што ние денеска го имаме. Тие евангелија, тие посланија кружеле, ама го немале тој благослов како што ние денеска го имаме. Ама и дури кога читаме, потребно е Бог да ни даде откровение за што значи тоа што ние го читаме во словото денеска. Преку ова откровение Бог ќе кажува на првата црква, не ве оставив. Тешко е, се соочувате со притисоци, има прогонства. Некој од вас вика дури и маченички умреа. Ама јас не ви оставив.
И преку ова откровение верувам дека Бог на црквата во 21 век исто така вика: јас не ви оставив. Тебе и мене како поединци не вика: јас не те оставив. Имаш можеби многу прашања за кои што моментално немаш одговор, имаш можеби некои ситуации кои што ти предизвикуваат болка и тоа длабока болка во животот, ама сакам да знаеш дека јас не те оставив. Јас сум тука и она што го барам од тебе. Нема ти дам одговор на сите прашања кои што ги имаш. Ама барам тури тоа што ги немаш одговорите, да ми останеш верен. Да ми останеш верна во оваа ситуација. Кога ќе се случи крајот на светот, не знаеме. Иако низ историјата, особено во протестантскиот свет, имало луѓе кои што се изнатрескале многу глупости во однос на ова прашање. Со датуми, со саати и така натаму. Кој ќе биде антихристот, каков ќе биде антихристот, што значи антихрист, не знаеме. Ама оно што знаеме е дека ово откровение ни е дадено за Бог да ни каже дека, ќе земеме да читаме целата книга, дека Бог ќе се справи и со гревот, и со смртта, и со сите последици од гревот, и со злото. И верувам дека во тоа треба ние да најдеме утеха. Вика откровение кое што на Исус Христос, кое што Бог му го дава на Христос, Христос му го дава на ангел и ангел му го дава на Јован. И после тоа Јован го дава на црквите. И особено ми се свиѓа динамичниот превод за вториот стих, сега вика кој што вика Јован, кој го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исус Христос и се што виде. Динамичниот превод вика кој верно го пренесе Божјото Слово, сведоштвото на Исус Христос и тоа што тој го виде. Јован бил човек кој што прво Христос му кажал него, ќе читаме тоа за 2-3 недели, не знам кога ќе биде, ама вика во 11 стих Христос му вика на Јован: тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го на 7 цркви. Значи, прво, причината зашто Јован го пренесува на другите е затоа што Христос му кажал: напиши и прати. Ама исто така верувам дека причината зашто Јован го пратил ова е затоа што не сакал ова да го чува за себе. Бог му дал нешто. Бог му дал откровение, на некој начин му дал некој духовен благослов. И он можел тоа да го чува за себе и да рече: еј, супер, јас знам што ќе се случи. Или можел да рече: јас знам, ама сакам и другите да знаат. И јас слушнав, ама сакам и другите да слушнат. И јас видов, сакам и другите да видат. Јас доживеав, сакам и другите да доживеат. Додека размислував за овој стих, само накратко ќе го спомнам, после ќе одиме на третиот, ама додека размислував за овој стих, си викам колку често јас го правам ова што Јован на некој начин го прави во оваа ситуација. Знаете, ние кога го читаме Божјиот збор, некој пат, и кога доаѓаме во црква, и кога се молиме, и кога практикуваме заедништво со луѓето, Бог на некој начин не благословува. Некој пат ќе ни открие нешто, некој пат ќе не охрабри, некој пат ќе не поттикне, некој пат ќе не утеши, и тоа е нешто кое што Бог ни го дава. Не мора да го наречете откровение, ама е духовен благослов. И кога го примам тоа, многу е важно да не го чувам само за себе. Пример, сум читал Библијата нешто и Бог ми покажал, ми прозборал преку одреден текст во мојот живот. Тоа прво е за мене, е за тебе ако Бог ти проговори, ама никој пат не е само за мене и за тебе. Туку секој пат е да го пренесеме на другите. Како што Јован примил и дал на другите, на црквите во првиот век, на тие 7 цркви, Бог верувам дека нас денеска не повикува тоа што јас ти го дадов. Знаете, некој пат одиме по семинари, христијански семинари, читаме христијански книги, читаме Библија, слушаме проповеди, свикаме: леле, колку ми беше на охрабрување. И супер, фала на Бог за тоа, ама исто така прашањето е: што со тоа? Бог прво очекува да биде за наша изградба, за наше охрабрување, ама исто така духовните благослови кои што Бог ни ги дава не се само за нас. Тоа што Бог ни го открил не е само за нас. Една од причините зашто верувам дека во Стариот Завет, кога Бог ќе направише некое чудо помеѓу израелците и ќе им речеше после: запишете го ова. Зошто? За вашите синови да знаат што е тоа што јас го направив. Со други зборови, не го чувајте ова само за вас. Тоа што Јован го прави во Откровение, вика: јас добив откровение од Бог, ама исто така сакам и другите да знаат за тоа нешто. Трети стих вика: блажен е оној кој чита
и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното во него. Зашто времето е близу. Спомнав на почетокот и вие што сте читале книгата Откровение, знаете дека во книгата Откровение има доста символи, има доста бројки. Скоро во секоја глава има број на печати, број на труби, број на садови кои што се излиени Божјиот гнев. И многу често во Библијата, еве дури во првата глава ќе го сретнете зборот 7. Некој пат ќе сретнете зборот 7, а некој пат се случува како во содржината на третиот стих нешто да се повторува 7 пати. Во Откровение има 7 блаженства. 7 пати пишува блажен е оној или блажени се оние. И овој првиот пат. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво. Но не само оние кои што ги слушаат, вика и пазат на напишаното во него. Зашто времето е близу. Со самото тоа што вика Јован, ствари Христос преку Јован вика блажени се оние кои што ги читаат и ги слушаат овие зборови, ама исто така вика и кои што ги исполнуваат, ама читаат и слушаат, со самото тоа што се блажени оние кои што читаат и слушаат, значи дека ние денеска на некој начин Бог вика блажени сте вие. Односно, сте го направиле првиот чекор кон благословот. Првиот чекор кон духовниот благослов кој што јас сакам да ви го дам во овие времења во кои што живеете. Бидејќи читате и слушате што е напишано во Откровение, и сега третото што е? Третото е, би рекол, најтешкиот дел. Лесно е да се чита и да се слуша од Библијата. Лесно е, ќе дојдеме таа недела богослужба, ќе си дојде, ќе си послушаме саат време проповед така натаму, се одиме дома и така натаму. Или да отвориме во текот на денот, во текот на неделата. Ќе земам, ќе прочитам глава 2, 3, 10-15 минути, си одам и си ја затворам. Најтешкиот дел е и оние кои што пазат на напишаното во него. Пазење во стилот на оние кои што го практикуваат тоа што е напишано во ова Откровение. За жал, денес има некои христијани кои што ги избегнуваат книгата Откровение. Чудна им е, необична, многу символи, многу знаци, нејасна, не толку многу лесно се сваќа. И на некој начин викат, не го читам тоа бидејќи не ми е јасно. И можам да сватам како сите символи, сите слики, сите видења кои што ги гледа Јован за некој може да бидат нели како малце збунувачки, ама од друга страна верувам дека тоа не треба да биде причина да избегнуваме оваа книга. Зошто? Бидејќи Христос вика, оние кои што ја читаат, има благослов за нив. И ако јас дојдам до послание на Јуда, сум ја прочитал скоро цела Библија, читам Библијата книга по книга, дојдам до Јуда и си викам, Откровение, што е ова и 7 печати, 6 печати и така натаму, што ќе разберам од ова? Ај ќе си одам јас пак на Матеј да си го читам, и си ја прескокнам. Христос на некој начин вика, знаеш што, индиректно преку третиот стих, губиш благослов. Губиш благослов бидејќи во оваа книга Бог не ти дава датуми, не ти дава имења. Тој председател или тој водач ќе биде антихристот или тогаш ќе дойде крајот. Ама ти дава перспектива. Крајот ќе дојде, нема да биде лесен, ама оние кој што ќе издржи во верата е на победничка страна. И ако избегнуваме книгата Откровение, верувам дека ние се лишиме од важни духовни благослови. И тука се користи зборот вика блажен оној кој ги чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво. Ова е единствената пророчка книга, онака целосно пророчка книга во Новиот Завет. Но многу е важно да го имаме на ум, да го знаеме значењето на зборот пророштво, бидејќи некој пат пророштво на некој начин слично како и зборот Апокалипса му се припишува несоодветно значење. Како што Апокалипса не значи неред и хаос, иако може да вклучува неред и хаос, така и пророштво не значи претскажување на еднината, а може да вклучува претскажување на еднината. Значи луѓето кои што биле пророци во Стариот Завет, Јован прекува пророштво во Новиот Завет, не се луѓе кои што само имаат за цел да речат, еве јас да ви открам некои скриени тајни за тоа што, кога и како ќе се случи. Делумно откровение е тоа што ќе се случи, како ќе се случи. Ама главната поента на пророштвото никој пат не е предскажување на еднината. Пророците секој пат се луѓе кои што пренесуваат порака.
И во Стариот, и во Новиот Завет. И во Новиот Завет ќе читате дека имало пророци во дела апостолски. Апостолот Павле пишува и во Римјаните, и во Коринјаните за дарот на пророштво. Пророштво не значи сега ќе ти кажам што ќе се случи за 5 минути или што ќе пишува на вести за 5 минути. Може да биде, ама би рекол скоро никој па не се случило такво нешто. Пророштво е еве што Господ ти кажува денес. Еве што Господ ни кажува нас денес. Дури ја би рекол дека ќе земеме да ги читаме пророштвата, особено во Стариот Завет, повеќе се однесуваат на сегашноста отколку на иднината. Целта на пророштвото е еве во каква состојба сте и еве во каква состојба ќе бидете, значи пак има момент на иднина, ама ако сегашноста не се промени. Пророците повеќе зборуваат сегашноста и кажуваат каква ќе биде иднината ако сегашноста остане непроменета. И црквите, за кои што ќе збориме после неколку недели од Откровение, тие 7 цркви во Мала Азија се имале одредени проблеми. Скоро сите, освен една-две, мислам дека сите имале одредени проблеми. И тоа сериозни проблеми имало. И кога ќе баш пред некој ден со еден брат правев од друга црква во Носнова, црквите во Откровение многу добро ни ја рушат она идеална романтична слика која што имаме за првата црква. Ние за првата црква ќе слушнеме и се држаа за апостолското учење и секој ден прекршуваа леп и ги продаваа своите имоти и се беше сеничко и се викаме, гледаш како било во првата црква? Првата црква била супер, стегната. Стварно? Да се ми чите ги посланијата. Во Корин вика има еден што живее со неговата маќа. Не само што живее, што спие со неговата маќа, вие другите во црквата му викате, добро де што има врска. Битно да се сака, знаете, денеска така викаат, љубовта е љубов, не може сега ти да ги ограничиш луѓето, ако сака да спие со мајка му, нека спие со мајка му. Како може тоа да биде идеална прва црква? Седумте цркви во Откровение. Ќе видите какви се проблеми имале. Одеднаш си викаме, првата црква не била толку идеална, не била толку совршена, како што ние денеска мислиме дека била. И тоа е во ред. Зошто? Бидејќи ние денеска може да се охрабриме од тоа дека црквата никој пат не била совршена, совршен е Господ во кој што таа верува. И бидејќи ние денеска не сме совршени, си викаме, ако Христос ја трпел таа црква, па ќе не трпи нас денеска. Ќе биде и со нас денеска. Христос не бара совршена црква за да рече, тука го имам мојот благослов. Ама бара црква која што му е барем посветена. И она што е интересно во однос на блажен оној кој ги чита и оние кои ги слушаат зборовите, нели третиот дел е оние кои што пазат на запишаното е тоа дека ако не пазиме на тоа што е запишано во оваа книга, не можеме да го очекуваме Божиот благослов. Христос после тоа им вика на црквите, не им вика, вие само верувајте ми и без разлика како живеете, јас ќе бидам со вас и јас ќе ве благословам. Не. На некој цркви им вика, ако продолжите по овој пат, ја ќе го трнам свекникот. Ќе видиме што значи зборот свекник во следните проповедања, ќе го трнам светилото, ќе ве трнам од ова место едноставно. Нема веќе да постоите. Колку сакате вие може да исповедате вера. Ако не живеете во послушност на тоа што јас ви го открив, џабе вие се, ништо нема да ви помогне. Но, благословот вика, блажени се оние кои што читаат, слушаат и кои што исполнуваат. Не можеме да очекуваме Божиот благослов. И Божиот благослов во контекст на, или во форма на Божиот мир, Божјата љубов, Божјата радост, Божјата сила да простиме, Божјата сила да продолжиме напред тогаш кога е тешко. Не можеме да ги очекуваме тие работи во нашиот живот. Ако само го читам ова, ќе речам, интересно пишува Јован за некој откровение, ќе го затворам и цитирам по старо. Си продолжувам со животот како што бил претходно. Христос вика, ако сакаш мојот благослов, сакаш духовни благослови да те облеам на некој начин. Да, Боже, сакам твојот мир, сакам твојата радост. Почни да живееш според ова што го читаш. Немој да ја пристапуваш на Библијата како на учебник или како на некој роман. Го земаш, го читаш, интересно, го затвораш, го ставаш на полица и си продолжуваш со животот. Библијата е книга која што треба малце посериозно да ја пристапиме, бидејќи христијаните не се повикани да бидат луѓе со, ако може така символички кажам, со голема глава, односно луѓе кои што само знаат многу. Убаво е знаењето. Богопознанието се разбира, ама
христијаните се повикани да бидат луѓе кои што се луѓе со променето срце. Знаењето кој што го имам да ми го промени срцето. Ако нема врска помеѓу ова што е тука и ова што е тука на некој начин, помеѓу тоа што символички кажам да го примаме во мозокот и тоа како тоа влие во срцето, џабе е сето знаење. Само ни се зголемува одговорноста бидејќи знаеме поише, а правиме помалку. Затоа Христос вика: читајте, слушајте, ама тоа што го читате и тоа што го слушате нека го промени вашиот живот. Односно живете според него и така ќе го промени вашиот живот. Овие 3 стихови на некој начин се како вовет, пролог во сето што се случува во Откровение. Пак ќе речам, нема да ја гледаме целата книга, ќе ги гледаме, ќе размислуваме само за прва, втора и трета глава. Ама од оно што може да видиме особено во првите 3 стихови е дека прво Бог не ја остава својата црква без откровение, не ја остава својата црква без збор. Земете дури во Стариот Завет читете. Нели во Стариот Завет викаме да, Израел бил Божи избран народ, ама многу често поголемиот дел од израелците забегувале со своите патишта, со тоа што го правеле. Ама секој пат имало некој остаток. И Бог никој пат не го оставил тој остаток без неговиот збор, без да им прати некој што ќе им каже: еве што очекувам од вас, или да ги охрабри во тоа. Исто така и за нас денеска. Црквата денеска, јас би рекол дека е малцинство во овој свет. Иако можеби ако ги погледнеме бројките номинално на светско ниво, ќе речеме црквата е нели христијанството е најголема религија и така натаму. Тоа се приказни за мали деца. Црквата е малцинство. Тоа си го имаме на ум. Ама Бог не ја остава таа црква без неговиот збор, без откровение, без да го тргне капакот и да ни каже: еве што се готви. Еве што се случува. Имало пандемија, имало војни во Украина. Уште полошо ќе биде патем кажано. Се жалиме дека левот поскапел. Ќе видите што е поскапување, кога ќе дојдат овие времења за кои што пиша во Откровение. Ама Христос вика: јас сум со вас. Нема секој пат да биде лесно. Не било лесно и за првата црква во првиот век, нема да биде лесно и за нас денеска во 21 век. Ама Откровение ни кажува: јас ќе го дам благословот. Ако го читате ова, ако го слушате ова и ако живеете според ова. Откровение на некој начин кој ќе размислуваме за книгата и денеска и во следните неколку пати кој ќе размислуваме за неа, мислам дека најдобро е да гледаме како перспектива. Бог ни ја дава неговата перспектива. Во однос на тоа што се случува моментално во црквата, во однос на тоа кој е тој, кои сме ние, каде се движи светот и која е улогата на црквата во светот. Не само која е улогата на црквата во светот, туку кои се проблемите на црквата. Бидејќи да бидеме искрени и да бидеме реални. Црквата си има проблеми. И ако бидеме реални, и ако се соочиме со нив, ќе знаеме, верувам дека со Божја помош како да напредуваме и да ги надминеме тие проблеми кои што ги имаме како духовно семејство и како негов народ.